Драмското студио Тетово во соработка со Сдруженијето за култура и уметност или Антески смок оваа година настапуваат на 50-тиот јубилеен фестивал, драмски аматерски фестивал во Кочани. Господин Бачовски, што ќе понудите на публиката во Кочани? Па, Драмското студио, ова е веќе четврти настап на Драмското аматерски фестивал во Кочани. Посебно ме радува што ова 50-ти јубилеен настап фестивал ДАФ во Кочани, а прв пат настапуваме со детска представа. Представата се вика Двете мали самовили, чиј автор е Мирко Видоевски, а режисер сум јас. И многу се радувам што една така комбинирана екипа помеѓу доста талентирани деца и малку повозрастни актери од Драмското студио ќе даваат оваа представа во рамките на овогодишниот ДАФ во Кочани. Инаку, помеѓу 46 пријавени представи беше одбрана оваа детска представа која е во конкуренција и за награда. Сега дали ќе добиеме награда, ќе видиме како ќе се покажеме утре. Настапот ни е утре на 29 мај, точно во 12 часот. Инаку на фестивалот во Кочани од Тетово уште една детска представа, тоа е представата од Пишани на детското драмско студио, Летечката театарска трупа. Се надевам дека и двата тима ќе имаат успеси овој пат. Она што е интересно, да, од Пишаните се води како детска представа, меѓутоа е интересно е влезена во конкуренција со повозрастните, што значи дека и тука има голема шанса и ова представа да конкурира за некоја од наградите кои ги доделува ДАФ Кочани. Инаку интересно дека оваа година на вистина се потрудиле луѓето од ДАФ да биде на вистина на големо ниво. Во жири се Сашко Насев, Силвија Стојановска и Љупчо Гергиевски, режисерот од Битола, а изборник беше Звездан Ангеловска, на вистина врвна екипа која ќе го оценува трудот на аматерите во Македонија. Се надевам на успеси и да разговараме за наградите по враќањето од ДАФ. Па дај Боже да има награди, секако дека ние сме тука да разговараме и за награди, али секако ќе кажеме како поминавме во Кочани.